Да не се чека последен рок за легализација на диво изградените објекти. Надлежните апелираат граѓаните кои имаат потреба од оваа мерка да ја отпочнат постапката што поскоро. Последниот рок е крајот на годината. За лицата во социјален ризик важи олеснувањето дека можат да добијат бесплатен геодетски елаборат за да го легализираат својот објект. Со измените во Законот за катастар на недвижности, а согласно нашата програма, сите семејства кои примаат социјална помош или постојана социјална парична помош и сите оние лица кои се со ниски примања, Агенцијата за катастар на недвижности по нивно барање изготвува бесплатни геодетски елаборати. Катастарот ќе излезе во престрет на сите лица кои ќе поднесат барање за легализација, а се во социјален ризик. Бројката на изготвени елаборати, информира министерот Јанакиевски, од ден во ден се зголемува. Веќе таа е приближно околу 1000 елаборати. Сите оделени од катастарот изготвуваат елаборати, така да како што се зголемува бројот на барања, така се зголемува и бројот на изготвени елаборати, како и да е катастар, колку и да се поднесат барања, сите доедно ќе ги изготви согласно крајниот рок до 31.12.2015 година. Паралелно се вклучени центрите за социјални работи кои ги посетуваат сите овие лица, дека има таква можност катастарот бесплатно да им изготви геодетски елаборати. Велес е еден од градовите каде има најголем број на легализирани објекти досега. Според локалните власти неделно се издаваат од 50 до 70 решенија за легализација. Сепак, кај добар дел од предметите недостасува геодетски елаборат. Според информациите од Министерството, досега во земјава се легализирани околу 116.000 диво изградени објекти.